го купуваме некој нов уред за домаќинство, и обично тој оди со упатство за употреба. Натре во кутијата има неколку книшки во кесиња, едно од тие упатството за употреба. Но обично тоа упатство се устанува во кесенцето. Никој пат не го отвараме. Здодевно да читаш упатства, внатре има шеми, слики, точки, предупредувања, а пак и упатствата се за глупавите луѓе. Сепак ние знаеме кај да штракнеме, не сме толку глупави, знаеме дека треба да вклучиме во струја. Има луѓе во другите држави, како во Америка, например, кои не знаат дека треба прво да го стават уредот во струја, да го вклучат. Па затоа они читат упатства, ние не читаме, ние знаеме се. И ке штракаме, и на крајот нешто нема да тргне како што треба, и се разбира виновен е произведувачот. Не направил добар уред. Како го направиле тоа така да не функционира добро? А проблемот е во нашето неправилно користење. Треба да прочитаме што пишува во упатството и да работиме според упатството. Но такво упатство за употреба е и Библијата. Бог ни дава упатство како да го живееме животот. Бог ни дава упатство како да гледаме на животот од небесна перспектива, како да живееме во спасение заедно со Бог. И Библијата ја доживува судбината на сите упатства. Ја оставаме на полиците неотворена и обично животот на верата добива тек кој не го очекуваме, кој не го посакуваме. Треба да отвориме Библијата. И едно такво упатство е посебно оваа книга што изучуваме, посланието до Ефесијаните. Гледаме со каква грижа апостол Павле им кажува, им го дава на читателите патот на спасението. Во тие први 14 стиха што ги видовме, тој ги представува основните вистини на кои се темели нашата вера, спасението кој доаѓа од Бог, Божиот план за спасение, реализацијата на планот за спасение преку жртвата на Господ Исус и како тоа спасение се осигурува преку делото на Светиот Дух или служението на Светиот Дух. Но, како што веќе видовме во претходното поглавје, минатиот пат она што говоревме, не е доволно само умствено познавање на овие доктрини, на овие вистини во верата. Покрај едно посветено обучување или инструктирање на умот, потребно е и молитвено оживување или разбудување или просветлување на срцето. Зато и апостол Павле не се задоволува само со тоа да ги поучува христијаните, читателите. Тој се моли Отецот на славата да ги отвори нивните срца, да ги отвори очите на срцата, така што тие учења кои биле разбрани со умот да станат живи во нивните срца и да ги разгорат нивните животи. Да се случи исто тоа што се случи со учениците кои одеа заедно со Господ Исус по патот кон Емаус. Тогаш тие рекоа, нели ни гореа срцата додека тој ни го толкуваше писанието. Кога Господ Исус им го толкуваше писанието, нивните срца гореа. Апостол Павле се моли всушност овдека од 15 стих па натаму тоа учење да стане, да ги допре нивните срца, да се симне во срцата и да ги запали нивните души за Господ. Знаете, често се случува духовните вистини кои ги знаеме, кои ги разбираме, да ја загубат силата. И тоа е поради отсуството на молитвата нашите срца да бидат допрени од тоа слово. Не само нашите умови, туку и срцата.
И тоа е методот што го дава Словото. Библијата. Словото е необходно за да ги разбереме вистините, за да ги осмислиме во умот. А молитвата пак треба да го просветли преку Духот срцето. Словото и Духот секогаш одат заедно. Молитвата прави преку Духот тоа Слово да стане живо во нас. Ако го нема копнежот за христијанскиот живот, тоа покажува дека фали нешто. Може би ни фали Слово, може би ни фали молитвата. Ако имаме и Слово, и молитва, Духот ќе работи во нас и тогаш и нашите решение, тогаш копнежот, желбата да служиме, ќе биде силна и ние ќе се посветуваме. Тоа е нешто така онака што идејата што можеме да ја видиме во оваа прва глава. И овие стихови што ќе ги разгледаме на крајот како вториот дел од молитвата, овој дел всушност е еден одговор како да не држи едно решение, како да бидеме живи, да копнееме за духовен живот, да копнееме за служба на Бог. Проблемот со духовната апатија, проблемот со летаргијата е присутен кај христијаните. Се случува после ревносен почеток во животот во верата да дојде некакво безразличие, да дојде чувство на безсмисленост. Служиме, работиме, живееме, ама сето тоа како да нема потреба, како да нема смисла. Зошто воопшто и да го правиме? Апостол Павле, кој го пишува во послание, бил веќе искусен борец во верата. Тој бил веќе ветеран во верата. Тој веќе знаел која е сериозноста на опасноста од духовната апатија и од можноста тоа да се случува кај сите луѓе. Тој пишува овде кога се моли Духот, Бог им даде дух на мудрост и познавање, да ги отвори или да ги просветли, да ги избистри очите на нивните срца, за да можат да видат некои работи, да видат надежта, да видат богатство, да видат сила. Зошто апостол Павле се моли на ваков начин? Ништо не е случајно. Таа молитва има цел. Таа молитва им служела во конкретниот случај за нешто. Таа молитва е потребна и за нас. Може би сега е севоред со нас, меѓутоа духовната апатија сигурно ќе не очекува некаде по патот на животот на верата. Доаѓа, таа е неизбежна. Никој христијанин не може да се спаси, да побегне од тоа тажно чувство, тоа тажно искуство. Може да поминеме тешки тестови во доктрините, но пак во еден момент да ја загубиме виталноста, топлината и она огнена мотивација да му служиме, да копнееме за Бог, да се посветуваме. Ова молитва е необходна за да се спасуваме од таква состојба. Бог да ни ги отвара очите на нашите срца, да гледаме јасно некои работи кои ќе не држат живи, вителни, ќе ги топлат нашите срца и ќе не потикнуваат. А нештата кои овдека за кои се моли апостол Павле и читателите, да ја видат надежта за која сме повикани, да видат богатството на славата што Бог ќе има во нас и да ја видат силата која го воскресна Исус од мртвите, она превосходна, ненадминлива, голема сила. Надеж, богатство, сила. Нешта кои не можат да го држат христијанинот во апатија, во рамнодушност. Нешта кои не потикнуваат, ни дават желба да му служиме. Ајде да видиме. Прво почнува со надеж.
да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него. Или, еден подобар превод е, по-буквален е, надеж за која сте повикани. Зошто апостол Павле се моли за надеж? И што значи надеж, всушност? Надежта е делото на позната тријада на верата и љубовта и надежта. Без нив нема вистински христијански живот. Надежта и во библиска смисла и воопшто во животот е очекување на нешто, надеж за нешто што се очекува. Во Библијата надежта е поврзана со очекувањето на исполнувањето или довршувањето на Божиот план, она мистерија, она тајна за која што пишуваше апостол Павле во 11 и 12 стих. Ние живееме со надеж дека новото создание кој Бог го подготвува е реалност, ке дојде. Бог ќе го доврши својот план, ќе зацарува неговата правда и ние ќе живееме во царство на правдата во вечноста. Тоа е есхатолошката надеж. И се апостол Павле се моли читателите така да бидат просветлени, што ќе можат јасно да ја видат надежта за која се повикани. Зошто? Веројатно имало потреба. Веројатно црквата во Мала Азија веќе запаѓа во некоја таква состојба на безсмислие на животот, безсмислие на служењето, безсмислие на христијанство, рамнодушна рутинираност. То доаѓа во христијанскиот живот. Правиме некои работи, служиме и тие стануваат техника, стануваат рутина и со текот на времето почнуваме да се прашуваме зошто и воопшто го правиме тоа што го правиме за Бог. Има ли смисла? Потребно ли е? И целиот живот така ми станува безсмислен, како да е се така безсмислено, нема вредност. И апостол Павле се моли да видиме надежта за која се повика. Нештата што сега се случуваат не се безсмислени. Тие се дел од надежта. Единствениот текст во Новиот Завет кој ја објаснува нашата надеж е Римјаните 8 глава 18-25 стих. Таму се говори многу јасно за надежта. Тоа на многу места е спомната надежта, вера, надеж, љубов. Вие сте мојата надеж, вели апостол Павле во денот на воскресението на Солунците. Но има еден текст кој говори за надежта. Во што се состои нашата надеж? И тој текст кој започна во 80 стих вели вака: зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. Се уште не говори за надеж. Продолжението на текстот говори дека тоа е нашата надеж. И која е нашата надеж? Ние очекуваме слава која треба да се открие. Нашата надеж е дека секој ден ние се доближуваме се повеќе до слава. А која е славата? Каква слава очекуваме? Очекуваме избавување на созданието. И секое создание со натрпение го очекува откривањето на синовите Божи. Значи, се очекува или се надева, целото создание живее со очекување, живее со надеж за откривање на синовите Божи. Зашто и созданието не и се покори на суетата доброволно, туку по волята на оној кој го покори, а со надеж дека и самото создание ќе се ослободи од робството на распадливоста при славното ослободување на чедата Божи. Значи, без многу да теологизираме, ќе кажеме дека надежта е избавување прво на созданието, а не ќе видиме дека тоа е и нашата надеж, од робството на распаѓањето. Ние живееме со таа надеж. Целото создание е под робство на распаѓањето. И тоа е суштината на нашата фрустрација. Тоа што прави се да биде безсмислено во нашиот живот. Зашто се е подложено на законот за ентропија.
работиш, градиш со сознанието дека тоа што си го изградил еден ден ќе биде уништено. Градиш куќа од 200 квадрати на 4 спрата и знаеш дека после 100 години може би нема да ја има веќе. Времето ќе ја изеде, а може би некои твои потомци ќе ја срушат да направат нешто друго. Тоа е созданието. Тоа е проблемот на безсмислието. Тоа е една од причините зашто човек запаѓа во апатија и равнодушие. Зошто да се трудам, зошто да се мачам, кога се е инфицирано од раната на распадливоста. Во еден момент созданието било повредено, рането. И таа рана преминува во гангренозна состојба. И сега целото создание се распаѓа. Се околу нас се распаѓа. И ние сме под тоа робство на распаѓање. И тоа е веќе кулминацијата на нихилизмот на животот. Зошто воопшто да живееме кога нашиот живот оди во ништо, во безсмислие. И тоа чувство го запаѓа, може да го зафати верниот човек со текот на времето, ако не му се отворени очите да ја види надежта за која сме повикани. Нашето ослободување е живееме со надеж за нашето ослободување од робството на распадливост. Зашто знаеме дека целото создание заедно со нас стенка како во породилни болки. И не само тоа, туку и ние самите, кои ги имаме првините на духот, воздигнуваме во себе очекувајќи постинување и откупување на нашето тело. Зашто со таа надеж бевме спасени. Тоа е текстот во Библијата во кој најчесто се среќава зборот надеж во Новиот Завет. Со таа надеж бевме спасени. А надеж што се гледа не е вистинска надеж. Зашто кој би се надевал во тоа што го гледа, кога се надеваме пак на она што не го гледаме, со трпение го очекуваме. Тоа е нашата надеж. Надежта е дека ние се движиме кон денот во кој што целото создание, вклучително и ние, ќе бидеме избавени од тоа робство на распадливоста. И овде апостол Павле вели. И тоа не е некаков убав сон. Тоа не е некакво залудно очекување. Сигурна е таа надеж. И апостол Павле пак во Ефесијаните говори за сигурноста која е гарантирана преку Светиот Дух. Нашиот откуп, за кој што пишува апостол Павле, е гарантиран преку Светиот Дух кој не даден како залог за нашето посвојување. Сигурна надеж. Со секој изминат ден живееме со надежта дека ќе дојде новото создание кое Бог го подготвува, душата нема да ослабува, телата нема да се уморуваат. Ќе се облечеме во вечни, нераспадливи и заслепителни од слава тела. Тоа е надежда. Сега, како сето тоа се вклопува пак овдека во оваа молитва? Ние очекуваме нешто такво, дека доаѓа ново создание кое натежнува од слава. Но сега живееме во неволи, во маки. Сега има проблеми. Нешто возбудливо, нешто што не распалува се случува сега. Во Коринтијаните, 2 Коринтијани, апостол Павле пишува, го нема овдека текстот, вели, ние не паѓаме со духот, но ако нашиот надворешен човек тлее, внатрешниот се обнова од ден на ден. Зашто нашите сегашни незначителни страдања ни донесуваат многу пообилна и вечна тежина на славата. Гледате каква врска има меѓу нашите сегашни лесни страдања со славата што ја очекуваме. Тие страдања носат слава, донесуваат слава. Таа слава која со надеж ја очекуваме е последица некаква на тие наши сегашни страдања. Апостол Павле, кога ги става на вага, вели, овие страдања за кои ние сегаш велиме дека се тешки, всушност се лесни
споредени со славата која е многу тешка, која доаѓа. А за какви страдања говори апостол Павле? Кои се тие страдања? Во истото послание, 2 Коринтини, во 11 стих, тој говори во напори изобилно, во затвори, во камшикување, во смртна опасност. Од јудејците примев 5 пати по 40 беседен удар. 3 пати сум тепан од стапови, со стапови. Еднаш каменуван. 3 пати претрпел бродолом. Ноќ и ден поминал во длабоко море. Во опасност од реки, во опасност од разбойници, во опасност од сонародници, во опасност од незнабожци, во опасност по градови, во опасност по пустини, во опасност по море, во опасност меѓу лажни браќа, во труд и мака, во често неспиење, во глад и жет, во многу постење, на студ и голотија. Па уште на сето тоа вели, секојдневните напади против мене, грижата кон сите цркви и така натаму. Ако го поминуваме сето тоа, ќе си кажеме, зошто? Зошто толку мак? Заслужува, ни треба ли толку мак? Напразно толку страдаме. Апостол Павле, нели, сето ова е лесно. Ако го гледаме изолирано ова, само за себе, е многу тешко. Но вели, ако го гледаме во светлината на славата што овие страдања ја носат, тие се лесни. И тука доаѓа мотивацијата да продолжам. И јас ќе продолжам да ги трпам и камшикувањата, и бродоломите, и пустините, и нападите, зашто сето тоа носи. Ја очекувам надежта, ја имам надежта во очекуваната слава што доаѓа, тешката слава. Бог работи во сите ситуации. Бог работи денес. Тој денес го моделира новото создание. Неволите со кои се соочуваме, проблемите и страдањата, тие се дел од Божјата работа на рушењето на она старо, истоштено и создавањето на новото. Зато нема ништо безсмислено, нема ништо напразно. Надежта, која гледаме со отворени очи, не мотивира. Да одиме во сето тоа и да продолжиме. Болката што сме чувствувале, непријатноста, можеби, нападот, неоправданиот напад и така натаму. Сето тоа е дел од подготовката за славата што доаѓа. Ако гледаме на страдањата изолирано, тие се тешки. Но ако ги гледаме осветлени од надежта за славата што доаѓа, тогаш тие добиваат поинаква светлина. Тогаш се поинакви. Така да, ние не живееме во виор на некои случајни, безсмислени настани. Ние живееме во создание кое е раководено од Бог и се што се случува, секоја болка што ја чувствуваме, секое страдање, се содейства со планот на Бог кој треба да донесе вечна и неизмерна слава. Тоа е надежта. И молитвата на апостол Павле е да ја видиме јасно таа надеж. И нашата молитва треба да биде честопати истата. Да се молиме Бог да ни помогне да гледаме на животот со надеж. Секоја случка што ни е непријатна и кога дури на служењето ни изгледа безсмислено, сето тоа да биде огреано со надежта од сјајот на славата што доаѓа. Бог да ги избиструва очите на нашите срца со јасна надеж да гледаме кон она што доаѓа. И тоа е решението за духовната апатија. Кога очекуваме нешто големо, ние трепериме од нетрпение и сакаме да се доближуваме се повеќе до тој настан. Сакаме се повеќе да се доближуваме кон она што со надеж го очекуваме. И правиме се за да стигнеме до тоа. Потоа се моли да видиме, или читателите да видат, значи да видат прво надежта за која се повикани, да видат и колково е богатството на славата од наследството негово во светиите. И
тоа наследство што тој го има во нас. Колко е богатството на славата што Бог го има во нас светиите. Интересно е, тој не се моли ние да видиме колкаво е нашето богатство. Пред 2 недели таму отворивме една дискусија кој е нашето богатство. Да, несомнено, нашето богатство е Бог. Тоа е нашето богатство. Меѓутоа, овде апостол Павле говори многу за нашето богатство. Нашето богатство е Бог, спасението, делото на Господ Исус Христос. Меѓутоа, на 2 пати, кога говори за наследство, тој говори за наследство што Бог го има во нас. И всушност, најголемото богатство за нас е токму оно за кое што апостол Павле овде како говори. Во 11 и 12 стих вели дека ние сме повикани или избрани за наследници. А зошто сме избрани за наследници? За да послужиме како пофалба на Божјата слава. Затоа сме ние Божи наследници. Да послужиме како пофалба на Божјата слава. Ние сме наследници за да го прославуваме Бог. Славата на Бог да ја објавуваме. И овдека сега во 19 стих тој говори за богатството на наследството што Бог го има во светиите, тоест во нас. И ако ги поврзаме тие 2 текста, зашто и тоа е наследство и ова е наследство, излегува дека всушност Божјото богатство е нашето прославување. Кога ние ќе се предадеме, кога ќе се посветиме, кога ќе се препуштиме на Бог, да бидеме неговите инструменти преку кои тој објавува својата слава. Му служиме, кога ќе ги предадеме нашите животи во служба на Божјата слава. Тоа е неговото наследство во нас. Тоа е богатството на славата во нас. Кога ќе решиме да станеме инструмент за слава, тогаш ние можеме да очекуваме неизмерни богатства. Нема поголемо богатство за нас од тоа ние да послужиме за слава на Бог. Тоа е најголемото богатство што може да го имаме. Бог е најголемото богатство. И служењето на тој Бог, предавањето во Божите раце да му служиме, да бидеме за пофалба на неговата слава, тоа отвора огромна ризница пред нас. Тоа значи богат живот. Знаете кој е богатиот живот? Богатиот живот е оној живот кој е посветен во служба на Бог. Тоа е богат. Знаете кој е беден и сиромашен живот? Оној живот што си го чуваме за нас, да си го искористиме само за нас, во себичност и во ограниченост. Кој е вистинското богатство? Нема поголемо богатство тоа да бидеш служител и предаден на Бог за пофалба на неговата слава. Ако се плашиме да му се предадеме за да не употребува, тогаш поставуваме ограничувања за богатството во нашиот живот. Не ова сега просперитетна теологија. Ако повеќе му се посветуваме да служиме, тој ќе ни дава повеќе пари или побава работа. Не, станува збор за богат живот. Живот полн со изобилен живот, живот во изобилство. Богатиот живот, животот во изобилство е животот кој е предаден на Бог во служба за негова слава. Бог ни дава неверојатни можности да искусуваме заедништво со Него во служба. Кога ќе решиме да се држиме за некои ограничени начини служби, тогаш запаѓаме во она апатијата или рутината. Знаете, многу пати велиме толку имаме, толку можеме, во тоа ќе се ограничиме и со години и години не мрднуваме од формата на служење, од можностите за служење, не мрднуваме од видовите на служење и така се случува 10, 20, 50, 100 години едни исти служби, со едни исти ресурси, со едни исти луѓе и така натаму. Зошто? Зашто се плашиме
Зашто сме сиромашни, толку ни е потенцијалот. Но на тој начин ние ограничуваме колку да бидеме богатство, колку да бидеме наследството на Бог за Негова слава. И од таквите ситуации обично си одиме по инерција, вршиме едни исти работи, имаме едно ограничено Божјо дејство во служењето. Имаме традиционализам и духовна парализа. Ограничување на искуството со Бог, нашето служење влегува во тесни рамки и станува досадно и непривлечно. Ако можеме да видиме само какво богатство сме ние за пофалба на Бог, ако ни се јасни, ако ни се бистри очите на нашите срца, тогаш ќе сакаме се повеќе и на се поразлични нови начини да се предаваме на служба. И може би како црква треба да размислуваме за нови можности, за нови служби, за нови достигања, нови цели, повисоки, подалечни, зашто ние сме богатството на Бог. А богатството на Бог е безкрајно, неограничено. Тоа е предизвик да бидеме богатство или на слава од наследство Негово, е предизвик што стои пред секој што сака да биде употребен од Бог. Предизвик, некои го сметаат ризик. Ризик да се посветиме на Бог, секогаш да се посветуваме на нов и на свеж начин. Бог е со нас, затоа треба да бидеме смели да навлегуваме во нови можности, нови предизвици, а резултатот секогаш ќе биде пофалба на Неговата слава. Тоа е богатството. И над крајот, значи, да видиме надежта, да видиме какво богатство на слава има тој во светиите и на крајот и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, која веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. Верувајте, ако јасно ја гледаме секојаш надежта што е пред нас, кон која се доближуваме, ако гледаме какво богатство на слава сме за Бог и ова сила ја спознаваме преку очите на срцето, ќе копнееме и нема да не биде никогаш здодевно или безсмислено христијанството или животот во верата. Проблемот, честиот проблем за нас христијаните е стравот. Стравот од многу нешта. Стравот што ќе кажат луѓето ако правиме нешто. Стравот ќе се справиме ли со тоа што го правиме. Стравот од опозицијата на непријателите, на оние кои се бунтуваат против Бог. Гледаме колку здраво, колку длабоко е вкопан непријателот околу нас. Гледаме општеството како е настроено против нас. Гледаме колку стабилно силите на злото се утврдуваат. За тие сили на злото апостол Павле многу пишува во послание. И секој пат вели тие стојат под нас, под нашите нозе, зашто ние сме поставени со Христос горе, високо, на небесните места. Свесни сме колку може да бидат притисоците од страна. И сето тоа води кон страв и неактивност, пасивност. Овде апостол Павле говори за неизмерна величина на Божјата сила која действува во нас. Во оние кои действуваат, во оние кои веруваат во Него. И за да разбереме колку е неизмерна таа сила, апостол Павле продолжува текстот и кажува што се случи со таа сила, до што доведе всушност таа сила. Во што таа сила е уникатна сила. Зошто е неизмерна, а во некои текстови пишува ненадминлива,
далеку над сите останати сили. Знаете, кога ќе се најдем во ситуација да си мислиме дека не можеме повеќе и понатаму, дека тука е крајот, неволите се толкави што крај се откажуваме, значи сме го изгубили фокусот од силата. Сме заслепени за силата која ни стои на располагање. Каква е таа сила? Прво вели, таа сила тој ја покажа во Христос кога го воскресна од мртвите. Сила која не се сопира пред ништо. Супериорна. Сила имаат спортистите, сега гледаме олимписки игри. Има спортисти кои трчаат многу брзо. Посилни се од нас. Сила имаат политичарите. Сила имаат богатите. Јуто овде како говори за една сила преку која не може да помине никоја друга сила. Парите не може да поминат преку смртта. Власта на мокните луѓе не поминува преку смртта. Или таа сила не се запре пред смртта. Таа сила го воскресна Христос од мртвите. Христос беше погребан. Имаше заповед од римската власт да не се трга каменот. Силата не се сообрази со наредбата на императорот, најважниот, најмокниот човек во тоа време. Силата не се запре пред армијата која стоеше таму, најмокната армија во тој свет. Силата не се сообрази со смртта, го воскресни со смртта. Таа е воскресенска сила, воскреснува од мртвите. Не зависи од околности, дали се погодни или непогодни. Преминува преку сите препреки, дури носи победа и во смртта. Можеме ли да сватиме со срцето каква сила имаме на располагање? Таа сила доаѓа од оној кој е над сите. Откако го воскресна од мртвите, пишува, го постави од својата десна страна на небесата, повисоко од секое началство, власт, сила и господство и од секој име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во целиот, и се му покори под неговите нозе. Кога го воскресна од мртвите, го постави од десна. Божјата сила доаѓа од оној кој е над се. Тоа значи дека таа е врховна сила. Тоа значи дека нема никој друг, нити појава, нити суштество кој може да парира на Божјата сила. Таа сила е над силата на секој друг. Понадмокна од сите нешта што можеле да ни се спротивстават во животот. Никој и ништо не може да се спротивстави на таа сила, зашто таа е на врвот на хиерархијата. Доаѓа од Христос кој е над се и сешто. И тоа е нели молитвата на апостол Павле. Да може тоа да го разбереме не само с умот, туку и срцето да ни биде допрено од тоа сознание. Господ Исус е над секаква власт и господство и никоја друга сила не може да надвладее. Знаете, секој действува во името на нешто. Ние действуваме во името на Христос, кој е над се. Политичарите денес имаат навика да велат зад нас стои народот. Така да тие настапуваат во името на народ и народ е најголемата сила. Трговците настапуваат во името на некои брендови. Оној што продава Мерцедес коли се чувствува како супериорен, зашто зад него стои бренд Мерцедес, силата на продавачите. Некои имаат со закон сила, полицаите действуваат во името на законот. И законот му дава власт и сила. Но апостол Павле говори овдека за христијаните кои действуваат во името на Христос и действуваат со силата
на Господ Исус Христос, кој е над се, над народот, над полицијата, над законот, над најмокните компании, над се. Па дури нели оние што велат, оно што пишува и темнината, темните сили. Нема порок, нема зависност што не може да бидат совладани од таа сила. Едно следо од многу што сум ги слушнал досега, така посебно ме допрело, е човек кој сега е пастор во Македонија. Кој бил млад тинејџер, може малку повозрасен, станал зависник. Многу пати пробувал да се откаже. Не успевал. Целото тело му било избодено од инекции, од дрога. Како се вика тоа, кога се стават инекции. Дошол некој христијан, го евангелизирал. Зборел со него, се молиле, му дал да чита Библија. Се вратил дома вечерта, сам се помолил и читал Библијата. Следниот ден кога станал, веќе не чувствувал никаква потреба од дрога. Нити чистење, ниту рехабилитација, ништо. Наеднаш се ослободил од зависноста. Тоа таа сила, за која што говори овде апостол Павле. Сила која стои над се. Над секоја власт, над секоја зависност. И таа сила, знаете ли кај действува сега? Кога Христос беше отелотворен, воплотен во тело, таа сила действуваше преку него. Ние го гледаме како со сила тој служеше, говореше со сила, со дух, најмногу во Галилеја, во Самарија, Јудеја, во Сирија, во тело. Сега кај действува таа сила? Кој е телото на Господ Исус Христос? Кој вознесе, го постави на највисоките места, над секое име, и го постави глава над сите во црквата, која е неговото тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Црквата е телото на Христос, црквата е полнотата на Христос. Во црквата не недостига ништо од онаа што треба да го има како Христово тело. Тоа е овдека плерома е зборот. Зборот плерома тоа е гностички збор. Ово послание има гностички елементи, но апостол Павле ги употребува за да ги побие гностиците и да им каже дека плеромата, целата полнота не е во единството на сите духови и божества кои веруваат, туку сета полнота е во Христос и црквата како неговото тело. Сета полнота на божеството, целината се е во Христос, кој е глава, и таа полнота се покажува во црквата. Таа сила се манифестира во црквата, како Христовото тело. Како што се манифестираше кога Христос беше во физичко тело во Јудеја, така сега неговата сила се манифестира, силата на спасение, проповедта, говорењето со дух и сила. Телото на Христос кој сега е универзално, сеземно на целата земја. Секаде каде што има црква, секаде каде што има христијани, таму е телото на Христос и таму се покажува таа сила. И апостол Павле се моли христијаните да го осознаат тоа, дека се носители на силата, дека прво пред себе имаат надеж, дека тие се самите наследство на богатство на слава, Божјо наследство, и дека во нас действува на таква супериорна, ненадминлива, превозвишена сила. Тоа е пораката. Овие нешта апостол Павле се моли да бидат јасни и во нашиот ум, и во нашето срце, како услов да живееме вистински христијански живот. Христијански живот во кој нема да запаѓаме во рамнодушност, во безсмислие на служењето. Нема да доаѓаат моменти во кои ќе си кажеме доста ми беше служење, напразно го поминав овој живот досега во црква. Се е безсмислено. Не очекува новото создание,
кој доаѓа цело отежнато, натежнато од слава. Не очекува славно избавување. И се што се случува сега е дел од тој процес, не е безсмислено. Бог работи сега во рушење на старото изнемоштено и градење за да исплива новото. Ние сме дел од тој процес како богатство на неговата слава, кој служа да биде величина на неговата слава. И во нас действува сила со која можеме постојано да послужиме на Бог за слава на нов и свеж начин. Да не се плашиме од предизвиците, но да одиме напред во нови служења, во нови подвизи, нови победи за Божјото царство.